Цвет? За цвет. Искаш може да се залюба? Да се заљубиш? Не. Јас никогаш не би можела да бидам со Турчи. Не си залюбена во мене? Подобро да умрам. Ангија нема никогаш да те сака. Светот е напишан по правила. И никој не може да ги смени работите. Еден е Господ. Роберт Насков, еден од најпознатите и најпризнатите филмски продуценти во Македонија, во филмската дејност е повеќе од 20 години. Со филмска продукција почна да се занимава уште во периодот на студирање на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Филмовите Балкан Кан, Трето полувреме, Балканот не е мртов, како и ТВ серијата Досие Скопје се дел од неговата професионална биографија, а во поновата историја речи си да нема филм во кој продуцент не е токму тој. Моćната турска империја. Народот бара правда. Феудална Турција повеќе не била праведна. Кога ќе умреме, ќе ни се помочуваат на моќта. Да сакам. Што си ме сгрешил ти на султан? Што сум сгрешил? Интимна природа. Ти? Јас сум музичар, бего. Започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Денешниот гости нема да ви го откривам премногу, односно нема да ви давам некоја посебна асоциација, затоа што во текот на самата емисија ќе имате можност да го слушнете сето тоа. Само ќе кажам една реченица дека еден од најдобрите и најпознатите филмски продуценти во Македонија. На моја особена чест и задоволство во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме продуцентот Роберт Насков. Добар ден и добре дојдовте во мојата емисија. Добре најдов, благодарам за убавата најава. Така ете, ве имаме чест тука во Битола, повод е нели 37-то издание на фестивалот на филмската камера. Браќа Манаки, еве на самиот почеток поврзано со тоа како сте задоволни од овогодинешното издание на фестивалот, со оглед на тоа што сте и во самиот организацијски дел како председател на Друштвото на филмски работници во Македонија. Па јас сум навистина задоволен како протече овогодишното издание на фестивалот Браќа Манаки. Со оглед на тоа дека беше кратко време за организација, со оглед на сите обструкции кои се одвива оваа година во однос на овогодишното издание на фестивалот, јас сум апсолутно задоволен и мислам дека публиката исто така ќе го потврди тоа. Така, на свеченото отворање на фестивалот имавме можност да го проследиме премиерата на македонскиот филм Ослободувањето на Скопје, чии што сцени се снимаат токму и во нашиот град во Битола минатата година. Ете како сте задоволни од тоа како овој филм беше прифатен од публиката? Па ја мислам реакциите по завршувањето на филмот доволно говореа за тоа како публиката го прими овој филм. Мене ми е исклучително драго што токму во Битола овој филм отвори. За жал немаше скопска премиера. Меѓутоа, еве, Ослободувањето на Скопје се снимаше во Битола, имаше премиерата во Битола. Јас сум многу задоволен како публиката го прими овој филм, меѓутоа и сите оние кои помогна овој филм да се реализира, се апсолутно задоволни од тоа што како допринеле овој филм да изгледа на крајот. Се разбудив и сватив дека сум ја разбрал смислата на животот. Срцето ми запра. Не го слушаш срцето? Слушай. Aufmachen! Зоран! Ама ти кажам дека германците спремаат рација на евреите. Рената! Утре вечер ќе ја пренесам со шамас преку Вардар. Оди, Беки, оди! Секојаш умирам. Умирам, дур не ми се вратиш. Гледаш? Сега требаше да биде у Шумов. Погоди. Бугарите апсат се живо и диво. Сретавме германецот брат. Сака да работам кај него. Ќе плати нешто? А комшиите?
Ушиите ќе не ранат сега. Свизна дека мајка ти е курва? Се курва со германец. Тато кога ќе се врати? Camilla, ich bin verheiratet. Es ist Krieg. Немој веќе да работиш като е германец. Курва. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да ве доловиме на нашите гледачи, ете колку што имаме можност во зависност од времето да го направиме сето тоа. Како што кажа, вие сте еден од најпознатите, најдобрите филмски продуценти во Република Македонија. 20 години, повеќе од 20 години искуство имате позади себе, речи си во поновата историја и да нема македонски филм каде што продуцент не сте токму вие. Голем број пред се познати филмови на кои што сте соработувале, ете ќе го спомнам Трето полувреме, Ослободувањето на Скопје. Кои се оние позначајните филмови на кои што вие сте работеле? Еве ќе ги додадеме Балканот не е мртов, Балкан Кан. Тоа се македонски филмови со мнозински удел од Македонија. Потоа неколку копродукции, како филмот Шишка Делукс, Како да ме нема, ирско-шведско-македонска копродукција. Така да, со текот на годините се насобраа доста филмови. Така, некој посебен филм кој што ви е посебно драг и омилен на кој што сте работеле вие или секој филм си е посебен самиот за себе? Секој филм е посебен за себе. Филмот има магија при создавањето, бидејќи филмската екипа која се создава за еден филмски проект, никогаш повеќе, буквално никогаш повеќе нема да се собере во истиот состав, нема да постои таа енергија која се создала за одреден филмски проект и тоа е она што е убаво при создавањето на филмови. Ја филмовите ги памтам под она колку сум научил од тој филм, какви грешки сум направил за да не ги повторам после во наредните проекти, така да сите филмови ми се на посебен начин драги, на посебен начин ги памтам. Секако дека последниот секогаш филм кој што кога разговарате, во случајов сега со вас, е оној филм што ми е моментално назначен, бидејќи се грижам за неговата дистрибуција, за сето она што е филмски живот по завршувањето на филмот, после завршувањето на работата на филмската екипа. Она што публиката треба да оно што е многу важно да филмот допре до публиката. Така да во овој момент се занимавам само со филмот Ослободување на Скопје, со некои народни проекти што имам намера да ги снимам во иднина, работам на нивниот развој, така да во овој период уживам во плодовите од завршената работа од филмот Ослободување на Скопје. Така, кога веќе сме кај филмот Ослободувањето на Скопје, да кажам дека пред премиерата тука на фестивалот Браќа Манаки веќе беше прикажан на 2 фестивали, но освен овие представувања, каде се е планирано, дали можеби е планирано учество на фестивали надвор од нашата држава? Да, точно. Филмот Ослободување на Скопје својата премиера имаше на фестивалот во Пула, потоа се прикажа и на фестивалот во Сараево. Значи во Битола, во вторник, во наредниве 4 дена, заминуваме во Хелсинки кај нашите копродуценти, каде што ќе биде прикажан во рамките на фестивалот во Хелсинки Филм Фестивал. После тоа заминуваме во Загреб Филм Фестивал, во Белград на Фест, Palm Springs на почетокот на следната година, така да сега е се она што е потврдено во однос на фестивалите, а се надевам дека ќе ги има уште повеќе. Така, јас се надевам дека навистина ќе постигне голем успех и дека ќе се вратите од секаде со понекоја награда. За вас дека навистина сте таблиран во вашата професија и дека сте успешен во тоа што го работите, дука се бројните соработки, односно бројните врвни имиња со кои што соработувате вие. Ете тука би сакала да го спомнам и познатиот актер и режисер Раде Шербеџија, кој што токму е и режисер на Ослободувањето на Скопје. Ете како ги намамувате да потпишат соработка со вас, како доаѓа до таа соработка, посебно нели би сакала да спомнем и соработката со Раде? Јас со Раде Шербеџија не се познавав пред овој филм, значи немав претходно соработувано. Кога почнавме да го развиваме овој филмски проект, нашата соработка и нашето познанство дојде преку мојот ценет колега Горјан Тозија.
Во меѓувреме тој имаше една од улогите во филмот Балканот не е мртов и исто така во филмот Трето полувреме, така да меѓусебно претходно се знаевме, меѓутоа тој беше пред камерата. Ова беше прв пат не само со мене, него воопшто тој да работи позади камерата. Нормално секое прво искуство е неизвестно, не знаете како тоа ќе се случи, поготоа што беше комбинација со неговиот син Данило, меѓутоа на крајот тоа беше навистина една добитна комбинација која што синот и таткото навистина добро се искомбинираа и мислам дека како резултат на тоа е квалитетот на филмот Ослободување на Скопје. Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find after 70 years? My father. Немци напредуju u Francuskoj. Your great granny was the most beautiful girl in town. Фудбалер, оно што шутира. Да, голови. Коста звани Грофан Шанте. Ребека Коен me está sintiendo. Ребека. Како се вика овој тим? Македонија. А тоа е свето име, бе, мамето ваше. Потрудете се да не го обрукате. Бие лош глас дека увек губите. Ускоро ќе добиеме професионален тренер. Рудолф Шпиц, бивш пруски нападач. A wie im Tango. Rechtes Bein, linkes Bein. Цел град ме збори дека тајно се гледаш со тој гангстер. Елец фудбалиста, папа. Када колодрика. На бола Сунидо. Еврејска менора за късмет на клуб кој што играе Националната лига. Поздрав към знамената. Го избрка Шпиц. Мрша погана. Македонскиот етнически хаос ще бъде отстранен од нашите нови граници. Огън! Хубавите парижанки носат жолто оваа сезона. Кажи на ќерка ми, она моето не успеа. Мој свет се размеѓа. Сега вам веретот. Alle werden gegen euch sein. Ein starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. За вас да кажеме, нели како што спомнав и во самата најава, освен како филмски продуцент, вие сте председател на Друштвото на филмски професионалци на Република Македонија, веќе 2 мандати, ако не се лажам, уште неколку години имате до истекот. Ете што во таа насока, кои се вашите цели, кои се вашите планови како председател на Друштвото на филмски професионалци? Па, Друштвото на филмски професионалци, освен овој фестивал Браќа Манаки, на кој што сме познати, чие што ние сме основачи и главни организатори, се занимава и со секојдневните проблеми на колегите. Секако дека фестивалот е она што е најзначено и највеќе време посветуваме на тоа, поготово во овој дел од годината. Мене ми е исклучително важно што оваа година глаголот, она што целото внимание на фестивалот се сврте кон кинематограферите, за кој што и фестивалот е всушност посветен. Така да ја таа интенција, тој концепт на овогодишното раководство на фестивалот апсолутно го поддржувам, затоа што кај нас звездите се кинематограферите. На нив им е посветен фестивалот и тие се во својот ранг, се разбира, помалку познати од звездите, како што се актерските или режисерските звезди, меѓутоа тие во нивната бранша, во нивната професија се, ако се го префрлиме сето овој разговор на фудбалски терен, тоа се Роналдо и Меси. Сите тие големи фудбалери од типот на Марадона или Пеле биле во Битола и тоа е тоа што ние треба да го почитуваме и да го цениме, бидејќи сите тие се исклучително скромни луѓе, не се звезди од типот на звезди што изминатите години доаѓа на битолската калдрма да прошетаат, меѓутоа се многу значени во својата професија. Оваа година го имавме Џон Сил, Роби Милер, тоа се навистина сериозни филмски фаци. И интенцијата на Друштвото на филмски работници ќе биде овој фестивал да продолжи во таа насока, а и сега кон ние проблеми што ги имаме ние како филмаджи поврзани со самата професија и со професијата во однос на институциите со кои што комуницираме, да се подобри се во насока да имаме подобри македонски филмови.
Така, во секој случај јас би сакала да ги спомнам тие коментари, посебно пред почетокот на 37-то издание на фестивалот. Многу бројни беа дека годинава некако се чини дека недостасува тоа познато светско име без разлика дали е актер или режисер, но од друга страна би сакала да ви честитам за познатите имиња, познатите светски кинематографери што ги донесовте, како што кажавте, нели, Џон Сил го имавме тука, кој што навистина беше одлично прифатен од битолчани, наградата за Роби Милер, ете вечерва, односно на затворањето присуствува и Сајмон Пери, добитникот на наградата која што токму вие му ја доделувате, па нели токму е и тој фокусот на фестивалот да се стави акцент на кинематограферите, така да честитки на... Да не забориме и Федон Папа Микели што ќе добие наградата на затворањето. Јас во оваа пригода би сакал да ја спомнам наградата што доделува конкретно Друштвото на филмски работници на Македонија. Оваа година златната звезда на македонскиот филм ја доделуваме на Сајмон Пери, на човекот кој што навистина многу помогна за развој на македонскиот филм, човекот кој што исклучително е важен при продуцирањето, при создавањето на нашиот најголем успех, а тоа е филмот Пред дождот, така да мислам дека апсолутно оваа година наградата оди во прави раце и она што е за мене исто така важно што таа награда се интернационализира, значи ја не доделуваме само на македонски автори кои исто така подеднакво ја заслужиле, меѓутоа еве и со тоа интернационализирање покажуваме дека Друштвото на филмски работници им се заблагодарува и обрнува внимание и на оние кои што се ван границите на Македонија, а секако имале допринос при создавањето на македонската кинематографија. It's big. Голема. Thank you. I'm very honored by this. Голема е наградата и навистина сум почестен што ја добив и за разлика од Федон не можам да кажам дека сум од Балканот, а дојдов во Битола првпат во 93-та за снимањето на Пред дождот. И се сеќавам дека по една пресконференција некој дојде и ми рече: "Сепак мислам дека сте од Македонија затоа што имате големи стапала." Точно е дека сум продуцирала и дека сум го продуцирала многу филмови на секаде низ светот, но токму поради Милча Манчевски кој што ми се обрати со една идеја, од тој момент навам навистина силно, интензивно се заинтересирав за филмовите кои што се создаваат во овој дел од светот. Тој љубопитство и тој интерес со текот на времето остануваше секој интересен. Па секогаш кога ќе се навратам повторно во овие делови на светот, навистина, односно тоа што добив оваа награда од ваква земја, навистина ми ласка и многу навистина сум почестен. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да ве доловам до нашите гледачи, еве би сакала да ве навратам на вашите почетоци, кога беше оној пресуден момент кога решивте дека сакате да се занимавате токму со оваа функција, дали можеби таа желба ја имавте уште од мали нозе? Па за тоа да се занимавам јас со филм криви се мојот чичко, кој е познат филмски работник, кој што како мал, бидејќи често живеев со него, ме носеше по снимање, тој беше работен во македонската телевизија. А потоа и мојот татко кој што нонстоп ме носеше во кино, тој е филмофил, ги памтам се уште оние кино утро прикажувања во скопските кина кога беа навистина во голем број, така да нешто некаков вирус сум добил, претпоставам, од тие двајца и тогаш решив да се запишам на факултетот за драмски уметности, каде што најголема подршка добив од мојата мајка и некако тоа ме одреди мене и како професија и приватно како човек да едноставно филмот биде моја преокупација. Никогаш не зажалив, кога би можел да бирам сега, уште 100 пати би избрал оваа професија. Едноставно не знам ни друго што би работел во животот доколку не би бил филмот. Апсолутно сум посветен на тоа со голема подршка од моето семејство, што е исклучително важно. И мислам дека за сега сум задоволен од тоа што имам постигнато и сега нормално нема да застанам тука. Мислам дека сум сега во полна форма и дека можам уште многу да допринесам за развојот на македонската кинематографија, продуцирајќи добри филмски дела. Така, во секој случај, беше ли тешко на самите почетоци, ете тогаш да успеете да влезете во овој нов свет, така би го нарекла тоа, и дали можеби се плашевте од она дека можеби нема да успеете или нема да ја завршите работата како што треба?
Почетокот беше многу тежок, кога влеговме првпат заедно со мои тројца колеги уште на 3-та година студија да учествуваме првпат во еден голем филмски проект како што беше филмот Gypsy Magic, мене тоа навистина ми изгледаше страшно. Меѓутоа искуството што го поминав 4 годишно во македонската телевизија некако ме охрабри дека едноставно работите секогаш не мора да бидат толку многу лоши. Едноставно дека има и подобри продукции каде што евентуално јас и моите колеги би помогнале да се случуваат на оној прав начин што го учевме на факултет со сето искуство што го имавме тогаш и се разбира и во наредните години. Беше тешко секако, меѓутоа ова е професија во која што ако не се вложите 100% не можете да работите. Доколку не сте зависени од филм и она што ви е важна прекупација е филмот и сето околу неа, едноставно треба да се откажете. И има уште една многу важна работа, кога ќе почнете се занимавате со филм, едноставно тоа ви става една хероинска зависност, би рекол, која што едноставно не може да се отргнете. И мислам дека апсолутно луѓето што се занимаваат со филм се многу специфични, не секогаш на позитивен начин, меѓутоа навистина треба некогаш да се свати тоа дека многу одрекувања, многу динамична професија, многу стресна професија, секогаш допринесува, меѓутоа до некогаш можеби некои реакции несакани, меѓутоа како год да е, мислам дека филмаџиите се една посебна сорта на луѓе која што на вистина треба да се почитува. Dopo la seconda guerra mondiale, la Macedonia faceva parte della Jugoslavia di Tito. Un periodo storico importante, governo del proletariato, tutto ideologico. Un ambiente troppo limitato per un uomo dinamico come mio padre Vitomir. Ще делиме 50-50. Зашто 50-50, бе? Вајда третина. Зашто? Зашто да му име матер, зашто? Што имаш? 2 пара. Јачи, кента. Ето зашто. Како крете. Пушти, бре, пушти. Те затрудник Пушти, ќе бре, родиш крокодил. пушти го, бре, пиздали ти материна. Бре, не го моли. Удри го. Пушти, бре. Stój! Stani pičko, jedna deserterka, mamicu ti imam! Trendafile, ne me provociraj, trendafile! Jer te ležam, živi majka ke te ležam! Сега си готов, педерчино. Zdajco! Tu, pičko masonska! Ами, тя прилича умряла, бе? Мртва. Как и беше името? Зумбул. Като онова цветето ли Зюмбил? Да. А госпожата е? Незина керка, моја сопруга. Питахте за името, бе. Ружа. Също като цветето. Како роза, да. Добре. Ружа. А вие сте? Трендафил. Защо? Също. А що презиме? Карамфилови. Добре. Вие си знаете. Праша за тепихот. Мамо, море. И бугарска работа. Не го украли тепихот. Ружова! Боги за пријателje, куршум за душмане. Од коих сте ви? Од Македонија. Македонаc, a? Imao sam tamo jednu malu, neka Samanta. Znaš li je? Саманта? Саманта. Уби ga. Vidiš da ne zna. Odgovarajte kratko i jasno. Radite li vi za Medžeda? Da ili ne? Da! Ne! Otkrivaj robu! Ovo su kupci! Evo, izvoli. Nešečen heroin, kokain prve klase, LSD, ekstazi. Ako hoćeš nešto lakše, imam pitki hašiš. Mrtva usta da ga puše. Evo ti, uvjeri se sam. Фала, не пушам. Imaš kad, ma si ti, naučit ćeš. Хајде. Jel da je dobra? Јакичка е малку. Само види, ние по друго сме дојде. Бараме еден тепих. Tepih. Тепих. Од Белград за на паркет. Додуша, ова е завитка, нама тепих си е тепих. Да бе ти кажем. Tepih, baba. Да, браво. Има една баба внатре. Baba. Мртва баба. Ba.
Виткана. А како се каже виткана? Ma che cazzo ne so, da me А stai да, ролована. Ролована усред тепих. Jebem te u glavu. Opet si rendo pečurke u hašiš. Bravo, čaprljane. Da. Možda je tamo ovaj vaš tepih što tražiš. Čeprljan. Čaprljan. Džapar. To ti je u Bosnu. La territorio dei Ciaprellane è diviso parte muslimane e parte croate. Però non sono diviso le risorse. Le risorse? Risorse commerciali. Recimo za resurse. Čudno čovjek. Pusti me bola da završim, jeboga. La ragazza. Šta hoće Coca-Cola? Pa ne. Za kurvu pita. A? Ma jeba smo. O, komšija. U redu je, komšija. Ti pobedi. Slušaj, Trendafil, što bilo, vikni jedna hitna pomoć. Komšija, ki iskrvaram, komšija. Tepi hod. Тепих на баба Зумбу. Komšija. Nemoj da si gomno, komšija. Vikni hitna pomoć. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од блиску со, она што ме интересира колку покрај сите овие обврски наоѓате слободно време за да го посветите на вашето семејство и на вашите блиски. Секое слободно време апсолутно мора да се балансира во животот, да биде семејството се разбира подмирено и професијата се разбира да не трпи. Бидејќи едното без другото, барем во мојот случај, како пример можам да кажам дека едноставно не би можело да функционира. Заедно со мојот син и со сопругата често се дружиме заедно, играме тенис, возиме точак кога имаме можност. Во последно време повеќе време посветуваме на нашата куќичка во Маврово, каде што едноставно најубаво се чувствуваме, и тоа се тие некои моменти што мене ми ги полнат батериите. Тие моменти поминато со семејството се многу значени за да можам, се разбира, напорот што следи во наредниот период да го издржам, бидејќи навистина, како што реков, ова е многу стресна професија и бара многу одрекувања. Така и потребни се што се повеќе такви моменти. Само на самиот крај вашите идни планови, ете нели, освен работата околу филмот Ослободувањето на Скопје, што планирате во блиска иднина? Сега вас ексклузивно ќе ви откријам што ќе работи кино кој јас како продуцент во наредниот период. Конечно ми се оствари желбата да продуцирам и телевизиска серија, така да во наредниот период, во наредниве не знам колку, 6 до 9 месеци, Кинооко ќе ја продуцира серијата на Терапија, која што ќе има 45 епизоди, ќе се снима наредната година и мислам дека публиката ќе биде многу задоволна, бидејќи тоа ќе биде навистина една свежина во јонака лошиот ТВ македонски етер, кој што апсолутно не посветува многу внимание на ТВ програмата, освен на информативната се разбира. И тоа е нешто што навистина многу ме возбудува, многу сум среќен поради тој проект и во наредниот период максимално ќе се посветам на тоа, а во меѓувреме аплицирав и во агенцијата за филм со еден проект во кој што многу верувам, заедно со еден режисер на кој што многу му верувам, а тоа е Вардан Тозија, кој што својот прв филм докажа дека е зрел режисер и дека може да постигне многу добри резултати, така да тие два проекта се она што ќе ми биде многу важно на професионален план во наредниот период. Така, ќе ви посакам многу успехи во иднина. Ви благодарам за ова ексклузивна вест што ја споделивте заедно со мене и со гледачите на телевизија Мега. Се надевам дека еве за сите успешни работи барем во иднина ќе имаме и малку повеќе време да си поразговараме и да ги информираме на нашите гледачи. Ви благодарам и се најдобро уште еднаш. Фала и на вас за времето посветено. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте, а вие се разбира останете и понатаму на оваа фреквенција.